Доколку вие сметате дека треба паушално да се постапува во Македонија, тоа сме го гледале 30 години од низината независност. Паушално постапување. Оно што сакам да го кажам во целосна одбрана на директорката Коса Намазнава е дека таа прво пред се ги детектираше сите неправилности, второ, не е точно дека било каков револт бил дојден пред, па потоа таа постапила. Напротив, таа постапи уште минатиот месец и тоа пред 25 јуни, кога реагираше соодветно, кога отпочна со сите постапки и дури отпосле овие мафијашки структури одлучија да се пресметаат со неа. Фактите ги имате, аргументите ги имате, решенијата отказни на овие мафијаши ги имате, тие се од минатиот месец со кривичните пријави кои што им се уредно поднесени. И јас не дозволувам никој да манипулира тука, најмалку против една жена која што се нафати во едно предпријатие со 1400 вработени, кое што било во заложништво на стотина ликови семејно поврзани, од кои што оние кои што ги водат се мафијашки структури, да се обиде ова да го испреврти и да ја направи виновна за било што. Треба да го поздравите тоа што некој со овие мафијаши се справува после 30 години. И ако мислите дека за еден ден се прави сериозна пријава, се детектираат сите наводи, се ставаат на документи, тука се лажете. Затоа што немало маж доволно силен кој што во изминатите 30 години одлучил да се справи со нив. Минатиот месец се превземени активности и тие отпочнаа со бунтови и со реакции откако видоа дека тука нема повеќе шегување, дека никој нема намера да им попушти на притисоци, на закани, на уцени, и затоа оваа жена треба денеска да ја поздравите сите. И да кажете браво за она кое што го направи и за тоа на кој начин се справи со целата ситуација. Нема мафијаши повеќе да уценуваат. Нема политички структури тука да си играат нити со здравјето, нити со животот на граѓаните. И тоа што се собрале 50 луѓе, од кои што над 30 воопшто не беа вработени во јавното предпријатие комунална хигиена, треба многу да ви каже. Во МВР има соодветно идентификација на овие луѓе, утврдено е дека никој од нив не е вработен во самото јавно предпријатие. Оние кои што се вработени си се детектирани, против нив си е поднесена соодветна пријава и случајот ќе се разреши многу скоро време, а предпријатието е ставено во функција. Ако некој се обидува политички да се пресмитува, треба прво добро да размисли. И треба да се засрамат сите овие што ќутеле 30 години пред ова што се случува и пред сите злоупотреби, а не да ја напаѓаат оваа жена тука. Целиот град стои позади неа. Затоа што е храбра, затоа што е одлучна и затоа што сама се спротистави на сите, при што 20-30 години еден маж не се нашол да застане. Или му биле партиските или политичките интереси побитни. Затоа ве замолувам. Гледајте ги фактите. Целото комунално предпријатие е надвор. Кризниот штаб, сите јавни предпријатија, улици и патишта, паркови, зеленила, водовод, сите се надвор, сите работат. И не можеме да надополниме за 5 часа она кои што овие мафијаши го направија како штета на градот за 3 дена. Меѓутоа, постапуваме, ќе се исчисти градот и ќе се работи многу подобро, затоа што морам да ви кажам, луѓето ги делиме на честни и нечестни, на работници и неработници. За нечестните и за неработниците повеќе место тука нема. И треба да застанете сите како општество во одбрана на овие луѓе кои што се обидуваат, нечестните, мафијашите и неработниците, од кои што ви кажавме и ретко кој се осмели, имаше храброст да пренесе дека фативме луѓе кои што 5 години седат во Германија, во Швајцарија, трајно се иселени и земале плата. Не се прашувате како се случувало тоа? Не покренувате како јавност да имаат одговорност овие лица? Не покренавте да видиме дали останатите министерства? Вие цел ден викате мафијаши, не објавите ниту име, ниту презиме. Какво име и презиме? Кривичните пријави се поднесени. Кривичните пријави се поднесени. Вчера имавте лица кои што... на синдикатот е мафијаш. Јас се извинувам. Кривичните пријави се поднесени. Да Тоа што некој е во било каква функција не го изолира од било каква одговорност. Мора да се разбереме. Не може некој да се крие позади позиција. Дама треба да објавите. И нема да се крие. Да објавивме вчера, ги дадовме списоците. Ако за вас не е доволен факт тоа што 45 луѓе од исто семејство се внатре,
Ви ги дадовме документите, еве денеска ќе ви ги испратиме сите на мејл, да ги видите по име, по презиме, по работно место, по колку плата земале.